Денеска е меѓународен ден на детето. Токму затоа прашуваме, создадовме ли поправеден свет за децата? Кои се правата на децата? Стоп за насилството врз децата. Под ова мото, оваа година ќе се одбележи на светско ниво овој меѓународен ден на детето. Свесни ли сме дека секоја година милион деца во светот се жртви на сексуално злоставување, експлоатација и нивна трговија? Во студиото на телевизија Нова, Катерина Конеска од првата детска амбасада во светот меѓаши. Добро утро, добро не дојдовте. Добро утро, добре ме најдов. Започнуваме со ова, зошто токму 20 ноември? Нели секоја години наназад се одбележува како светски или меѓународен ден на детето? Токму така, денеска, 20 ноември, се одбележува како меѓународен ден на детето, затоа што на денешен ден, во 1959 година, од страна на Организацијата на Обединетите нации, донесена декларацијата за правата на детето, а истиот ден, меѓутоа 30 години подоцна, односно 1989 година, исто така од страна на Генералното собрание на Обединетите нации е донесена Конвенцијата за правата на детето како највисок меѓународен правен акт кој што ги дефинира и ги утврдува правата на децата во целиот свет. Да. Кога сме кај правата на детето, моето дете веќе почна и во училиште почна да ги учат нивните права, па нели тоа се права, па потоа обврски, па така натаму, па и Обединетите нации се научивме, но еве може ли потсетување кои се правата на детето? Така, децата имаат многу права, со тоа што како што споменавте веќе ги учат своите права, уште дел од нив уште во предучилишните установи, меѓутоа подетално се запознаваат уште во трето одделение, каде што во учебникот учат подетално за детските права, го учат и СОС телефонот за деца и млади, кој што функционира во рамките на детската амбасада Меѓаши. Јас би го споменала бројот 0800 1 22 22. Оваа линија е отворена секој работен ден од 8 до 16 часот и е бесплатна доколку се врати од страна на телеком операторот, така што значи може да се јават и не само децата да добијат повеќе информации за своите права, меѓутоа исто така и родителите, членовите на поширокото семејство, па и сите други граѓани кои што се повеќе заинтересирани за детските права. А децата имаат многу права, јас само би набројала неколку од нив, значи тоа се се прво основните права, правото на живот, правото на достоинствен живот, така, правото на здравје и здравствена заштита, правото на храна, односно на консумирање на здрава храна, потоа имаме правото на образование, кој што исто така е едно од основните права, правото на топол дом и така натаму, значи имаме права на детско учество, право на детето да се слушне неговото мислење, односно да биде секогаш прашано за оние прашања кои што се кога се одлучува за прашања кои што се од негов интерес, согласно нормално неговата возраст да може да одлучува за одредени права, забраната за дискриминација, постапувањето во најдобар интерес на детето и така натаму. Да. Еве што рекол народниот правобранител, вели свесни сме дека за да има хармоничен развој на личноста на секое дете треба да создадеме услови тоа да расте во здрава семејна средина, во пријатна атмосфера исполнета со среќа, љубов и разбирање. Токму тоа не задолжува децата да ги третираме како рамноправни на нас, возрастните, како активни субјекти и носители на права и обврски, вели. Кон нив треба да се однесуваме со должно внимание, ним треба да им овозможиме образование со цел на тамошен просперитет на човештвото. Точно така. Колку сме свесни дека понекогаш и не сакајки можеби нарушуваме некоја од правата на децата? Токму така, некогаш ние возрастните и не сакајќи, односно од незнање, од незнање не ги почитуваме или ги нарушуваме правата на децата, меѓутоа затоа се тука и организациите како Детската амбасада Меѓаши, Народниот правобранител и други институции кои што работат во областа на заштитата на правата на децата да не потсетат за тоа, па и да не едуцираат кога е тоа потребно за како значи да ги заштитиме правата на децата, меѓутоа не само да ги заштитиме, туку и во сите оние ситуации кога ќе препознаеме дека нивните права се повредени, оспорени, прекршени или загрозени, истите ние лично да ги заштитиме доколку сме во опозиција, тоа да го направиме или пак да пријавиме до соодветните институции за истото. Затоа што вие во најавата споминавте дека огромен број на деца се жртви не само на сексуална... 1 милион во светот.
Така, да сексуална злоупотреба, меѓутоа децата се жртви и на други видови на насилство, Трговија. физичко насилство, Или трговија, така, трговија со нив. трговија со органи, детска проституција, детска порнографија и така натаму, така што сите овие ситуации кои што било кој граѓанин кога ќе ги забележи и се посомнева дека има основа за такво нешто, така истото треба да го пријави до соодветните институции кои што понатаму нели во рамките на својата надлежност треба да преземат мерки и активности за да ги заштитат децата. Да. Од оние извиштаи кои што ми ги пративте, нели, за да поднаучам што и како во однос на СОС линијата, колку луѓе се јавуваат, кои се тие по возраст, помнили одредени категории кои што вие ги правите како истражувања, можев да видам дека не знам сега до каде, да речеме 2016, но до каде што стигнала истражувањето е 82 јавувања на СОС линијата на првата детска амбасада Медјаш имате за 2016 Така, тоа е или податок за периодот 2016, да. 2016, но многу се поголеми бројките во однос на годините пред тоа. Дали тоа значи дека нели останувате доследни на својата девиза, да речеме, како прва детска амбасада Медјаш, создавање на поправеден свет на децата? Дали во Македонија се намалува бројот, како да речем, на прекршување на детските права? Така, детската амбасада Медјаши, како што кажавте, да креираме поправеден свет за децата е дел и од визијата на нашата организација и ние секојдневно работиме веќе полни 25 години за креирање на подобар свет за децата, користејќи различни алатки и активности кои што ги спроведуваме во нашата секојдневна работа. По тука, значи, СОС телефонот е една од алатките, меѓутоа како организација правиме и мониторинг, односно ја следиме состојбата со правата на децата во Македонија, изготвуваме соодветни извештаи во однос на состојбата и истите ги презентираме пред Комитетот за правата на детето во Женева. Последниот извештај ваков беше 2010 година презентиран, од каде што страна на комитетот потоа доаѓаат препораки до Република Македонија, затоа што и Македонија е подписничка, има ратификувана Конвенцијата за правата на детето, па од тука врз основа на таа конвенција и факултативните протоколи кон оваа конвенција стигнуваат и препораки од страна на Комитетот за подобрување на состојбата со правата на децата. И оно што е значено кога веќе го говориме за комитетот е тоа што во 2010 година за прв пат и деца од Македонија презентираа свој извештај, токму така подготвија свое видување за состојбата со правата на децата, со нивните права, токму така во нашата држава и истиот извештај го презентираа пред членовите на комитетот во Женева и од тука, значи, врз основа и на нивните наоди, овој комитет испрати и препораки до Македонија, така што на тој начин практициравме и поддржавме детско учество или детска партиципација, што исто така е едно од правата на децата. Дали овој намален број на јавувањата на СОС линијата може да ни зборува дека сме подобри во однос на, нели, злоупотреба, да речам, на правата на детето? Јас би кажала, ние правиме истражувања зошто се должна, што се должи намалувањето на пријавувањето, меѓутоа мораме да ги споменеме и новите форми кои што постојат на пријавување на можни прекршувања на правата на децата, затоа што освен СОС телефонот ние се повеќе пријави добиваме и на нашиот Facebook профил, потоа се повеќе имаме пријави на имейл, на електронски, значи преку електронската пошта може и директно да дојдат во нашите простори, така што начините на кои што се дојавува се менуваат, односно ние како организација исто така ги следиме новите технолошки чекори, по тука и имаме и по Facebook профил отворено за СОС телефонот, каде што оние кои што не можат од било кои причини да се јават на СОС телефонот, може слободно и да ни се обратат, така и на Facebook, односно на друг начин да пријават одредено прекршување или едноставно како и што споменав, можеби луѓето некога сакаат и повеќе да се информираат за правата, така и се јавуваат, така што ние ги поттикнуваме и целта ни е да повикаме што поголем број на
најавувања да имаме зона му каде што постојат сомнежи, да не се премолчува доколку се забележи дека постои одредена злоупотреба на децата, истата да се пријави, затоа што само на тој начин ќе можеме да создадеме еден поправеден свет за децата. Така е, да. Добро, и сега што, еве, например, се јавува дете, се јавува возрастен. Велите во тој извештај колку што видов дека повеќе возрастните се јавуваат, помалку се јавуваат децата. Веројатно е психологијата на децата. Знаете колку му треба на едно дете да се охрабри, да се охрабри, да се јави на телефон, па нека и најбесплатна линија на светот. Так. Што потоа следува. Но што прави меѓаши во однос на тоа ако некој се јави со вистински проблем, вистинска мака? Так. Што правите потоа? Така, тоа прво значи проценуваме за каков вид на проблем станува збор, значи стручните лица, односно психолози и психотерапевти кои што одговараат од другата страна на телефонот, прво проценуваат за каков вид на проблем станува збор и каков вид на поддршка е потребно да се даде, доколку станува збор за проблем каде што е потребно разговор, психолошко советување и слично, организираат таков вид на средби каде што ги покануваат родителите, односно јавувачите или оние за кои што ќе се процени дека има потреба. Доаѓаат, да, имаме пракса кога доаѓаат, или пак за оние случаи доколку се процени дека станува збор за проблем каде што е во надлежност на државните институции, каде што мора државните институции да се вклучат при решавање на проблемот, истиот го преследуваме до соодветните институции со информациите кои што ние ги имаме добиено и ги повикуваме нормално да постапат во рамките на својата надлежност и одговорности кои што ги имаат. Меѓутоа, нашата улога не застанува. Тука ние бараме и повратен одговор за тоа какви мерки, што е преземено и нели цениме како организација дали се постапило во најдобар интерес на детето, и како организација сме секогаш отворени за една партиципативна соработка, односно секогаш каде што е потребно за размена на мислење, искуства и ставови за да се постапи во најдобар интерес на децата, секогаш сме тука присутни и за институциите и за граѓаните и пред се за децата. Така, бракоразводни парници или неубаво однесување веројатно со децата по таа бракоразводна парница се оние најчестите јавувања, нели, или најчестите проблеми кои што ги имаат граѓаните, не се дали се од рурални или се од урбани места. Што потоа, што правите тогаш? Например, нели се ова возрастен, се ова мајката и вели не ми го дава детето, остана кај таткото, остана кај баба, дедо и така натаму. Што прави меѓаш? Така, значи во 2016 година добро сте забележале, најголем број од јавувањата кои што ги имаме од дојавите и регистрираните случаи на можни непочитување на правата на децата се во рамките на тие бракоразводни парници. Јас само би направила само една споредба со изминатата година, каде што, односно 2015 година, каде што најголем број од јавувања за можни прекршување на правата на децата беа како резултат на сиромаштијата, што значи тешката економска и социјална положба во државата им оневозможува на родителите, односно на семејствата на децата да им овозможат услови за ползување, односно за остварување на нивните Тие се јавуваат да си кажат права. Да, затоа што има луѓе кои што се јавуваат и бараат одредени донации, дали е тоа во храна или во облека, затоа што ние во рамките на организацијата имаме и таков вид на поддршка, значи така наречена second hand облека, значи граѓани кои што имаат ја донираат, така. Имаме и тука и компании, приватни фирми кои што донираат храна, после тоа ние ја редонираме на оние на кои што има тоа потребно. Значи ова беше проблем во 2015-та, во 2016-та е најголем број од за можни прекршувања на правата на децата се регистрирани во рамките на бракоразводните постапки или после окончувањето на бракот, и тоа е најчесто во делот на остварување на видувањата на децата со едниот или со другиот родител, во зависност од тоа на кој родител е доделено старателството, потоа во делот на плаќање на алиментација и слично, затоа што поранешните брачни партнери често пати детето го користат како алатка за меѓусебна пресметка. Докусурување. Да, за меѓусебна пресметка, и токму затоа ние како организација Сте поголеми трауми. Така, значи тоа се дополнителни трауми за детето, и како организација заедно со граѓанска иницијатива за заедничко старателство и по развод поддржуваме
да се направат законски измени, да се даде можност за поголемо видување од страна за остварување поголем број на денови на видување на родителите на кого што нема да им биде доделено старателството или иницијативата се бара значи заедничко старателство, меѓутоа говориме за родители родители кои што се одговорни. Се во нормалата, така, нема нешто што е. Значи родители кои што се одговорни и кои што може значи исто така одговорно да се однесуваат кон своето дете, независно дали станува збор за мајка или татко. Да, значи бракоразводни постапки, тоа го кажавме, 32 се јавиле на СОС линијата, семено насилство 21 се јавил. Ова е веќе проблем. Така, значи семејното насилството од секогаш биле, да речам, проблеми кои што биле евидентирани во работата на СОС линијата, односно пријавени случаи во детската амбасада Мегеши. Така што разни форми на насилство, семејното насилство, меѓутоа се повеќе бележиме насилство кое што се случува во училиште или надвор, на улица и се покарактеристично меѓуврсничкото насилство, односно насилството кое што се случува меѓу децата, независно во која средина тоа го прават, па токму и затоа работиме и во насока на јакнење на свеста и кај децата и кај возрастните за последиците од насилството, за тоа како треба истото да се препознае, дури и децата да се зајакнат во насока на тоа како и самите доколку се најдат во таква ситуација да побараат помош или да се одбранат. Да. И на крајот питачење на деца и млади е третата, да речеме, карактеристика или во однос на СОС линијата, нели, затоа што така за оние што ги имаме дојавени случаи, да, и овој значи проблем не е значи нешто што го имаме само во 2016 година забележано нашите јавувања, има значи овој проблем е и години наназад пријавуван на СОС телефонот за злоупотреба на детскиот труд. Сите сме свесни дека забранета е злоупотребата на детскиот труд, меѓутоа за жал истиот постои, се појавува во различни форми и како организација работиме во таа насока и апелираме зашто е можно повеќе намалување на злоупотребата на детскиот труд и апелот оди во насока на вклучување на сите деца во образование, затоа што едно дете повеќе во образование и едно дете помалку на улица, затоа што образованието е најсилното оружје за борбата против сиромаштијата, за борбата против злоупотребата, особено на детскиот труд. Така е, веројатно, ама за да дојдат до училиште ќе треба прво, нели, она што се прават како мерки сега сите да имаат некакви документи, нели? Така, и документите, точно. Има се уште за жал неевидентирани деца, неевидентирани граѓани, тоа представува одредена пречка, дополнителен проблем при остварувањето на остатокот од правата кои што им следуваат, се јавуваат, иако не би требало, значи, таков вид на административни, да ги наречеме проблеми, да бидат пречка во остварувањето на основните права на децата, па и на сите други граѓани. Така е. Ви благодарам за ова гостување. Еве, ова беше наш начин, телевизија Нова заедно со Мигеши, да обележат овој 20 ноември како меѓународен ден на детето, но јас мислам дека генерално секој ден треба да ни биде таков ден кога ќе си ставиме прст на чело и ќе се позамислиме за тоа какви сме и како родители, и како состанари, и како комши, не знам, како пријатели. Токму така, секој ден треба да биде посветен на децата и убаво споменавте дека сите ние имаме обврска да ги почитуваме правата на децата, да креираме услови за тоа и да ги поддржиме децата во остварувањето на нивните права и благодарности до вас медиумите и новинарите што се вклучувате не само во одбележувањето на денешниот ден, туку и во целокупната борба за креирање на поправеден свет за децата, затоа што медиумите и новинарите се партнери во оваа борба, така во оваа наша заедничка, токму така во оваа наша заедничка борба, затоа што преку вас ги пренесуваме информациите до граѓаните и пред се до
до децата и уште еднаш еве би повикала дека СОС телефонот за деца и млади, уште еднаш ќе го споменам, 0800 1 22 22 секој работен ден од 8 до 16 часот, или би го кажала и другиот телефон кој што функционира во детската амбасада Меѓаши, тоа е 02 2465 316, потоа може на Facebook профилот, а исто така може и на имейл адреса, тоа е sos@children'sembassy.org.mk. Катерина, ви благодарам за ова гостување утринско. Ние продолжуваме натаму со тоа тема главна да не бидат децата, нели? Главните или одговорни луѓе од Театарот за деца и младенци ќе ни бидат следни гости. Довидување до некое следно видување кога верувам ќе ни кажете подобри резултати или помалку луѓе ќе се јават, ќе немаме вакви проблеми какви што имаме. Договорено така? Договорено. Ви благодарам за поканата и се надевам и ние дека не само што ќе имаме помалку дојавени случаи, туку навистина ќе имаме помалку кршење на така и решени, навистина помалку кршење на правата на децата. Така.